Добро утро, почитувани слушатели на Радио Лидер. Во уште едно издание на Еспресо со Златев и Боцевски во полн состав. Правенствено Ивица беше одсутен, оправдано, потоа јас бев одсутен вчера оправдано и ово утро еве се составивме некако. Ивица, мене зацртана тема на ово утро, синоќа дебатирав на слично оваа тема во Само вистина. Да. Да, а ово и сакам да ја продолжам тука. А вчера имавме убедливо најдолгото издание на Само вистина. Со Столен Умов дебатиравме таму. А после од таму отидовме, продолживме до кафана до 1 дебатата. веројатно не само на темата. Значи да, и дури имавме и публика, и баш се смеа од публика дека не гледале предходно. И сега им продолжува на лице место тука у кафана дебатава, нели? Ке изрекламираме кафаната или нема? Па да не знам дали сака газа да биде изрекламирана. И темата е тоа. Темата е оној триумфализам вчера на Бујар Османи дека конечно ќе има албанец премиер, иако нигде тоа на документ не сме го виделе, формално да биде најавено. Ниту види, они ако се договориле, до сега видовме дека тераат спа договореното. Зборувам за ДУИ и СДСМ. Мене друго, остави го Артан Груби тоа што каже. Тоа го знаеме одамна дека постои како опција, како можеме да го кажеме тоа? Да, но наративот моментален е дека еве албанците ќе имаат премиери во 4 балкански држави: Косово, Албанија, Македонија и Црна Гора. Мене ми е глупов наратив тоа. Да, ја вчера кажав тоа во Тоа е дебата. смешен наратив. Па да, и заедничко за сите 4 држави што не личат на ништо. Па тука беше да не сум ги навредувал државите, па ова биле добри држави и така натаму. Не само тоа, туку немаат прво ништо заедничко. Што има заедничко е Дритана Баздович со Артан Груби. Мислам, етничкото потекло не е пресудно кога цениш некоја личност. Кога ти било значено дали некој е македонец, албанец, србин, бошњак, хрват, бугарин, нели, грк или било што, кога со некој Нема, бугарин во Македонија не е етничка категорија, за жал. Ние имаме бугари професионални. Па не се професионални. Поише да не ги навредуваме сега до толку дека се професионални. Бугарите во Македонија се идеолошка категорија. Они се идеолошки бугари. Со самото тоа што он вика дека он седнал, читал книги и станал бугарин, значи се индоктринирал. Така. Добро. Значи, ние во Македонија бугарите се идеолошко прашање. И ние може да ги ставиме, да отвориме во уставот уште една категорија, дека Македонија ги прифаќа сите политички идеологии, сега конзервативизам, социјализам, ова и бугари. Види, добро, има луѓе кои што имаат. Ама имаат бугарско потекло, имаат мајки и татковци од Бугарија, те се прекрасни луѓе. Да, јасно. И мислам, не полемизираме со нив и немаме ништо против тие да влезат во уставот, да се разбереме. Ама овие идеолошкиве бугари. Овие читачите. Значи не, пази сега. Он е бугарин и се е тоа окей, а цела фамилија му се македонци. Дали да препорачаме за слушателите читачот од Бернард Шлинг, да? Да. Убава книга, мислам и филм дека има по книгата. Меѓутоа читачот зборам заради инспириран од оној што читал 2 месеца не спава. Ама повеќе се, сега више и друг има и трет. Значи, добро е се чита, види. Ама што би рекол еден мој пријател кога го слушав еден мој пријател со сина се расправа и се расправаат, вика може ли вика да прочиташ 40 страни со разбирање, а сина вика може ли вика 80 без разбирање. Кажу прашање како со разбирање читат овие или без разбирање. Па видиш сега. Тоа се многу две значени категории тука. Види, по тоа што они објаснуваа по телевизија, ја мислам дека они читаат со разбирање. Добро. Затоа што секојаш имале наплив на емоции, дури читале, па преспивале од вечерта, ги процесуирале информациите, доколку учеле на памет,
Тоа не е можно, нели? Тој процес наплив на емоции, будење како бугарин, тоа е сепак треба одредено сега способноста за разбирање е малку тука. Во ред, меѓутоа ова што го каже еве сега символиката, демек, ние се изборивме во 4 држави албанци да бидат премиери, тоа е, ајде да се разбереме, тоа е националистичка реторика. Тоа е националистичка. Мене вчера ми рекла дека сум шовинист затоа што сум рекол дека во која институција, еве сега скоро бев во Институт за јавно здравје, кога влегов таму да си ги земам резултатите, ја не видов ни еден македонец внатре во просторијата. Добро. И констатирам дека има огромна неправичност во однос на вработувањата во јавната администрација, каде што има многу повеќе албанци. Пари рече овој Артан Груби колку биле? 40%, 50% биле они. Второ, ги посочив проблемите нели со албанциве во образовниот систем, ние медицински факултет, ние паралелки за средно медицинско, специализациите. Не, тоа е во ред за средно медицинско. Мислам, ја тука немам проблем. На мајчин јазик. Не, ја немам проблем. Ама колку има средношколци албанци, колку има средношколци македонци, тоа е прашањето. Да, јасно. Знаеш, мене не ми е проблем тоа. Слободно нека учат на мајчин јазик. Исто бројот ова од клиниките ми го предочи луѓе. Значи, не можеш да добиеш државна. Многу се ретки случаите, сега не можеш, туку многу се ретки случаите на македонци кои добиваат државно платена специализација. Откако ДУИ и општо албанскиот политички блок го презема Министерството за здравство. Од 10 специализанти на една од нашиве клиники, 9 се албанци. Тоа е нелогично. Не, нелогично заради бројките. И порано беше нелогично 10 да се македонци. Апсолутно. Тоа беше вон секоја здрава памет, ама и ова е сега и ова е лудо, знаеш. Не, види, сето ова е резултат на фактот дека и кога го кажав ова ме нарекува шовинист, што има шовинист? Не, шовинист, види. Шовинизмот е обратно, шовинизмот е на тој што го прави тоа. Тој што влегува дискриминација кон македонците, тоа е шовинизмот. А што СДСМ дозволува дискриминација на македонците, тоа е срамота. И тоа произлегува само еден основен факт, врхушката на СДСМ сака да ја користи привилегиите на власта, да краде, да си ги полни бисаѓите, без да мисли на државата и на народот. И токму заради тоа, еве, често со тебе се расправаме, не ми одговара таа реторика дека ова се е за никаде и дека ова пропаѓа и така натаму. Само таква реторика овозможува вакви работи се случуваат. Ако реториката е не сме добри како држава, ајде да промениме, нема вакви работи се случуваат. Ако реториката све е пропаст, ајде во таа пропаст гледај ти да заработиш за себе колку што е можно повеќе. Да ќариш, што би рекли. Да. Така што се согласувам со тебе дека нештата не се добри, ова што го слушаме, мене не ми се допаѓа, ве ти кажам. Ја мислам дека е вон секоја здрава памет, посебно ако е вистина ова што вчера излезе во медиумите за тој настапот на Артан Груби на некоја косовска телевизија. Она е настан веќе не шовинизам, ја не знам како да го наречам, не знам дали виде. Липчо. Маријан вели Злате е В, медицина се учи на латински. Не е точно дека медицина се учи на латински. Медицина се учи на македонски, на албански, на српски, на англиски, на латински медицина не се учи некаде од средниот век. Ке стане ли Артан Груби според тебе премиер? Па види, мене ми е тоа логично, затоа што ја гледам дека Артан Груби си дозволил некој настап кај што маловажувал македонци во Приштина. Што маловажувал? Еве, имаш некој, ми се чини тој ни беше гостин на Умејре, како се викаше? Уимер. Од Сајре. Да, од Сајре. Овие вчера дека овој бил на таму некаде во некоја косовска телевизија и се поставил расистички кон македонците. Демек они имаат страф од албанците, имаат страф од грците, од бугарите, фобичен народ, се не знам какво. И се човек што така зборува, утредента да е уште на функција, нормално да ќе биде премиер, што очекуваш? Еве, на пример, јас сум убеден сум во онаа влада која што предводеше ВМРО. Таков настап на било кој
на директор на агенција за пасишта, утредента са бајлето, тој ќе изгубеше функцијата. Ке имаше разговор коалиционен и толку е. Или некој од тимот на ВМРО да излезеше со некој лудила антиалбански, исто така ќе изгубеше функцијата. Ти сеќаваш, ти беше у таа влада се да ги знаеш. Значи јавен настап каде што се имплицира тој мислам нема шанси. Мене ова ми е ако е точно понашање, тоа, ајде да го видиме. Да дадеме може би тоа е само оценка негова. Да дадеме, може би е само толкување на Уимер. Да. Ние не знаеме за албански, не може да го. Не сме го гледале таа телевизија. Но ќе гледаме и ќе видиме. Но она што друго иритира во нашата јавност е дека вчера исто тоа беше фактот, вика не, во македонското општество нема албанизација, има дуизација. Тоа и на ВМРО ДПМН не гледам дека има теза. Тоа е убава теза, не точно е таа теза. Не, види, таа е убава теза, убава теза доколку сакаш политички да те примат. Ама точно е тезата. Значи вака се. Тоа е окей, тоа е убава теза. Но кога ќе ја ставиш тезата на хартија и кога ќе ја споредиш со реалноста на слика, ја ќе ти кажам, ја како македонец, кога почнувам да бидам дискриминиран од страна на институциите, дискриминиран од луѓе кои зборуваат албански јазик, мене не ми е важно дали дуи стои за тоа или албанската етничка група. Перцепцијата на обичниот македонец, на човекот кој се соочува со сите овие кој е заради ова работи, кој е виновен заради ова? Значи, осте кој е виновен, јас се кажувам перцепцијата. Перцепцијата на обичниот македонец, кој секојдневно се соочува со овие проблеми, кој секојдневно се соочува со дискриминација. Да, во државата која што се вика Македонија. Која се викаше и го смени тоа името. плюс. Да. Во државата која се викаше Македонија и на која СДСМ, 8 предавници од ВМРО ДПМН и останатите етнички групи во нашата земја, ај сега да бидеме вака доследни, математички го сменија името на држава. Добро, некои етнички групи гласаа против. Честни исклучоци. И не ги обвинуваме етничките групи, ги обвинуваме нивните пратејници. Да. Сега. Дуи. Тоа што го прави дуизацијата, нели за која се зборува. Де факто на македонец кој ќе оди во институција му е албанизација. Затоа што не може ја да го гледам. Тој можам да го видам врз база на јазикот, на музиката што ја пуштил на компјутер, колку тину нину има на неа и така натаму. Нели? Можам да проценам што е етнички. Не можам партија да најдам од која е. Не можам да знам. Добро, ама се знае кој го направил тоа. Башка, влијанието на дуи во албанското општество, во делот од албанскиот народ во Македонија. Па кој е креатор на политиките? Добро, ама сега не имаш. Кој е трендсетерот? Чекај се малце сега, што ти е тезата сега дека е едно исто. Не е така, Клипчо. Значи не е така. Не е така. Значи работата е кој го овозможил ова да се случи, кој го прави, ова го прави Дуи. Факт е дека Дуи го прави. Ама види, Дуи беше и во влада со ВМРО ДПМН, па не можеш ова да го прави. Па факт е тоа, за овдека го прави. Не само што го прави, туку и види сега, и сега ти нема да сложиш со ова, а каде е бе фамозната меѓународна заедница? Значи види, после борбата на, ајде не ги именувам сега да не бидам некои непрофесионални колеги медиуми кои нели етикетираат вака или онака, но ти да дадеш изјава како странски амбасадор во нашава земја дека треба да се бориме против корупцијата, дека ќе правиме вака, ќе помагаме онака и следниот ден да отидеш да се сликаш со Али Ахмети и со Артан Груби, извини вака, ама
твојата борба против корупцијата е вака добра за во тоа извештајчињата што си ги праќаат за тие работи, така натаму, но точно е тоа. вака во реалноста таа борба против корупција не постои затоа што кога ти садиш тикви со изворот на корупцијата во македонското општество, извини брат, боли не ме антикорупционирај, дај ке пробаме, може сами ќе успееме. Ама ми се допаѓа. Не ме антикорупционирај. Да. И така. Значи, Ама и така. Објективно, да разговараме, ја немам. И така. И така. Не. И плюс самата агенда дека нас во Македонија антикорупција ќе ни донесе нешто од странство, луѓе, никој нигде на светот од странство не ја стопирал корупцијата. Абе, што ти се случи, со тебе се расправавме на оваа тема, ти викаше дека имало нели менторирање. Абе, окей менторирање. Па нели И треба да има менторирање. И во рете, извини, али од овие западни земји ние не може да имаме поголеми експерти, земја со тие ресурси сме, знаеш. Немаме многу кадар, немаме многу ресурси, немаме многу памет. Катица ни ја донесла. Немаме све. Можеме од нив да учиме примери. Можеме од нив. Еве, кога они одлучува, Катица ни ја донесла. Не, Катица Груевски не е точно. Не е точно. Не е точно. Не е точно. Токму заради ја ти кажам де юре, де факто. Ја ти кажам де факто. Не сум запознат де факто беше нивно решение. Значи, ај сега. Но ако сакаат да ви веруваме дека име гајле за корупцијата во Македонија, нека престанат. Не безборуваме се за меѓуетничките односи, ајде. Меѓуетничките, па еве што правиме сега? Имаме ситуација кога во Македонија ве слушав со Жидас вчера. Имаше во оваа држава мајски договор, така? Кај е? Под диктат на меѓународната заедница се донесе тој мајски договор и од прва прилика дои го прекрши тој мајски договор. Значи тој мајски договор не беше за да имаме една правична ситуација во која ќе коалицираат победникот кај македонците и победникот кај албанците, туку тој мајски договор беше направен за да биде дел од власта. И за ништо друго. Имаат многу одговори кои ќе треба да ги дадат од меѓународната заедница што не антикорупционираат во однос нели на ДУИ, но во исто време македонското општество треба да си ја свати својата позиција во оваа работа. А својата позиција во оваа работа е дека ние како македонци не смееме да прифатиме поделби повеќе во нашиот блок во однос на овие работи. Значи, ние мора да најдеме една национална, народна кауза, која, затоа што сме длабоко мнозинство во оваа земја, дури по местен попис сме длабоко мнозинство, со неизјаснети колку таму, да направиме една ситуација во која што македонски политички субјекти со национални линии ќе може да имаат 61 пратеник. Тоа е единствената свест, дури да не ги сакаме тие политички субјекти. Како ти што не сакаш некој од нив? Да, дури да не ни се допаѓаат тие субјекти. Дури да ги сметаме за штетни тие субјекти. Значи, дури никогаш да не сме гласале. Никогаш не сте гласале за ВМРО, окей. No проблем. Не ги сакате ВМРО. И ја многу работи не ги сакам. Не се поистоветувате со нив, ич не се поистоветувам со нив. Но верувајте дека нас ни треба македонска политичка опција да има 61 пратеник за да може, не за друго, за да може достоинствено да живееме во оваа држава и да не бидеме понижувани, да не сметаат нас кои буквално го поседуваме името, да. Така ми викаат вчера, не е само на македонците Македонија. Не. Државата е на сите граѓани. Но и на македонците. Не, државата е на сите граѓани. Меѓу другото и на македонците. А името на државата е исклучува на македонците. Не, ама види. Државата е на сите граѓани, но и на македонците. Знаеш, не се доведовме во оваа срамна ситуација, се докажуваме во Македонија. Еве, ова види. Кажуваме повторно. 10 специјализанти, еден македонец, чекај малку. Значи, види, ова веќе немам зборови како да го опишам.
Знаеш, Не, значи, не, ова е вон секоја здрава памет. исто и претходно. Не, и не само тоа, види, проблемот е што, пази, збориме институции. Па ДУИ како партија све доведе на политика на договарање. Нема закон, нема устав, све е прашање вака, ајде се. Па затоа единствено чаре Да. ние македонски политички блок без СДСМ, затоа што СДСМ не покажува македонски... не заслужува. Не заслужува по се што Не направи заслужува, не заслужува. да добие 67 пратники да и рече извини, ние не правиме со никој од вас коалиција. Нема бе да има влада, затоа што вие може нас да не уценувате и сега ние ви викаме така, па да видите како ќе почнат да се менуваат малку. Не, ја види, ја мислам дека види, кога се донесе тој уставен обичај, владин политички обичај во партија да има секојаш албанци во владата, тоа се донесе со демократизацијата 90-та година. Тогаш немаше ни една амбасада во Скопје. Пази. Пардон, 92-та се потврди тоа во првата политичка влада. 98 има, пази, 98 веќе имаше амбасади во Скопје, но нити една амбасада не се мешаше. Ни на Цилето Пурковски, ни на Љупчо Георгиевски, ни на овие. Значи сакам да ти кажам, ја не гледам цела почит. Ја мислам Само дека секунда. ја мислам дека треба да има партија во владата која што ги застапува интересите на етничките малцинства во Македонија. Со цела почит кон сите амбасадори, сите амбасади, сите меѓународни пријатели на Македонија. Со цела благодарност кон цела помош која има дадено во Македонија, фондови, вака, онака, развој, се и се што. Мора да бидеме свесни дека никој не може да им мисли добро на Македонија повеќе од нас самите. Нашите деца живеат и ќе живеат овде, ние живееме и ќе живееме овде. Ние сме тие кои на крајот од денот, кога ќе влеземе во Институт за јавно здравје и гледаме сликата. Не ја гледаат ти од странство. Точно е тоа. Ти од странство. Не, ама види, ова е ситуација која ќе земеш поише власт него ли што заслужуваш. Знаеш. Значи не може некоја партија која што немала никогаш поише од 10, 12, еднашка мислам 15 претеници има да има 100% власт. Нема човек. Извинете. Не. Да, и пак сега да се разбереме. И тоа не ми смета, види, не ми смета. Искрено сега ми пречи стилот на музиката. Сега ако влезам и сега ми трешти тамо некој турбофолк, не знам. Абе јас се карал Сузе Национале што ја пуштале. Да. Во државни институции. Сега некој интерес онака поп-рок, дали на македонски, дали на албански, не ми менја, да, и мене не ми менја. Или некој, најчесто еве се и на запад сме биле. На запад е без текст музиката во докторски канцелари. Најчесто некој джез одива позади некој лаунж музик и така натаму. Така И тука има у Скопје доктори джезерија. Поздрав до мојот, како се вика тоа, радиолог, овој магнет на што прават, он слуша джез радио. Па разменувавме и за джез, како се вика, и за джез мислења. Да. Не, но види, не е убава. Темата е убава што ја фати, еве, например, ова, ако на вистина Артан Груби дури да не зборувал отворено, ако имплицирал вакви работи, тој не треба да е веќе член на владата. Не заслужува. Не, види. Значи, ама пази, види бе, не може член на дека влада. ние Словени сме биле дивјаци, така по телевизија го зборе тоа. Кој го збори тоа? Го збореше Зиедин Села, претходникот на Таравари. Не, срамота е тоа. Значи, и како понатаму се како после да седнеш и да кој е кој е најрадикален по тоа прашање до вие од ВМРО, кажи ми. Нема ВМРО радикален. Кој зборувал бе така во на телевизија? Нема. Кој зборувал така на телевизија? ВМРО никогаш немало, значи престанете ВМРО да ја нарекувате радикална партија. ВМРО никогаш немало ваква реторика како на албанците во Македонија. Никогаш. Во овој век. Во претходниот век се друг. Тоа со мит. Во овој век, не. Во овој век. Од 2000. Не, и Митко немаше таква. Не, Митко беше Бутин живеел. Да. Значи имаше некој скандирање на митинзи. Да, апсолутно. Да, и ја. Што се за осуда, така е? Не, ја кога ќе чујам, често тоа го прават овие хулиганиве, навијачиве на такви некои и тука треба да се реагира. Патриотски собири, условно кажано, кога ќе кажат чиста Македонија, мене ми се крева коса глава, јас си идам од секунда. И точно. Да, и ја викам, пристоен човек нема што да бара на тоа. Јас овде нема што да барам. Така е. Значи,
чиста Македонија, да, во еколошка смисла, тоа се согласува. Во етничка смисла, сите ние тука сме богатство на оваа земја и сите треба да живееме заедно и никој не смее да има чизма на другиот. Точно. А ќе се вратиме назад. Точно. Почитувани слушатели, по рекламите да одговориме на прашањето дали Артан Груби ќе стане премиер или пензионер. Се враќаме назад, почитувани слушатели, во студиото на Радио Лидер. Ивица, пензионер или премиер? Што ќе биде Артан Груби? Затоа што сериозна група се собра против него, може да стане и пензионер. Па види, може и двете да стане во иста година. А во македонскиот политички систем, извини, ти си по-стручен од мене на ова питање. Не, може да бидеш, може пензионер да ни стане нас премиер? Може бе, зашто да не може? Па Кирил Глигоров председател ни стана? Да, доствари бе. Нема горна граница, овакво нормално. Горната граница е ограничена со психофизичките, менталните способности на еден човек. Доколку психофизички и ментално е подготвен да биде да обавува такви функции, нема проблем. Овакво. Нема горна граница, има само долна граница и таа долна граница е логична, врзана е со искуство, нели? Да. Врзана е со, како се вика тоа, со... Во првиот дел се согласивме дека единствен начин за спречување на оваа дуизација која... Не, ова види, само избори. И тоа прв пат, значи, после подолго време да имаме легитимни, нормални избори, тоа е тоа. Тоа е тоа. Значи, избори без замешателства, без... Еве. Последно од ово утро студентите најавуваат можни блокади на Скопје, револтирани... Значи, не пипнале ништо. Од односот на Министерството за образование и наука велат овој пат излезат на секој булевар во главниот град, објаснуваат дека причина за нивното незадоволство кој ја прелило чашата е тоа што досега не е реализирано ниту едно од ветувањата дадени од ресорното министерство. Браво. Ти што очекуваш? Ама не, ја не знам они што очекува. Добро, они очекуваат, нели им дошло премиер една само да знаеш, една нова статистика излезе вчера од Scientific Index во кој квантитативно се мери, нели, успех на универзитетите, регионален ранг и светски ранг. Една adscientificindex.com, значи на оваа листа прв универзитет во Македонија на првото место изби универзитетот Гоце Делчев Штип. Очекувано за мене беше, нели дискутиравме? Да. Очекувано беше ова за мене. Сега вториот малце ми е чуден, South East European University. Малце тука не знам баш. Трете, Чирил и Методи. Малце виши и суета ме пука, не знам баш дали е вака. Но... Да, значи... но, вака сега да бидеме искрени, Универзитетот Гоце Делчев полека станува најсериозна институција високо образование. Ви објавуваат луѓето, работат, имаат, предаваат, се трудат. Бројот на научници во како се вика, во топ 20% од Гоце Делчев е 2, бројот на научници во топ 30% е 5, бројки кои се малку помали во однос на Кирил и Методи, кои има 13 и 5, значи слично негде тука, малце повеќе, но ако се види традицијата, ако се види која година е основан, Универзитетот Кирил и Методи е основан 1949, значи, а Гоце Делчев е 2007, ова значи дека Гоце Делчев полека станува сериозна институција и несериозна, најсериозна институција, и ова говори за нешто друго. Сега ова може да биде од некого сватено вака или онака. Ова говори дека кога ќе тргнете вие политиката од еден универзитет,
Ова говори дека кога ќе тргнете вие, кога ќе ги тргнете етничките квоти, кога ќе ги тргнете сите овие политичко, кога ќе ги тргнете програмите за права на трансджендерите, нели, од образованието, и кога идеологијата ќе ја тргнете и политиката ќе ги тргнете од науката и ќе оставите само на науката, тогаш имате просперитет. Универзитетот Гоце Делчев е пример за тоа. Точно. Точно, не, факт е тоа. Гоце Делчев се наметна дека се види. И тука не знаеме, треба да видиме дали ќе продолжи така. Знаеш, да не биде ова само еден пик и после... Знаеш зашто се случува тоа, дека ќе има, како се вика тоа, еуфорија, и после таа еуфорија тоа ќе заврши неславно. Меѓутоа, ова треба види. Ова треба да го загрижи Кирил и Методи. Нешто не е во ред. Нешто треба да се превземе. Сега Нешто треба да се преземе итно. Ајде да кажеме вака ова школава за новинарство и односи со јавноста, не знам, ова мислам на МИМ се мисли. Да. Па зашо пишува во листа, не ми е јасно ова, дека Тие се акредитирани се. Да, акредитирани сме и добри програми има све. Да. Но овде пишува дека постојат од 1916, да не е 2016. Грешка е сигурно. Да, пошто не е. Сигурно е грешка. Свети Климент Охридски битова, да речем, 1979. Грешка. Овој Охридскиов го гледам Груевски вчера се пофали, нели, за Гоце Делчев. Океј, пеким, да, политички сте имале вие учество на сето тоа, но да бидеме вака најискрени, и Мајка Тереза беше ваш проект, нели, беше проект на таа влада, па е неуспешен проект. Така што да, политичка волја имало и секоја чест за таа влада и секоја чест за све, но дека се развило ради нив, таа малце тешко. Меѓутоа дека се разви, не зашто, затоа што кога беше основањето, беше ни она како беше, ни по бабу, ни по стричевима. Значи немаше некои политички селекции или било што, дури многу луѓе кои што денеска се на врни функции во СДСМ што беа учесници на шарената револуција и така натаму. А па си е, да, влегоа на Универзитетот Гоце Делчев, значи види, сега тука не смее да ја, како се вика тоа, да ја намалиме ролјата на тогашниот премиер во... Не, во никој случај, но пак ќе кажем, иста шанса ќе ја доби УГД 2007 година, 2005 ја доби Мајка Тереза во Охрид, со веројатно и поише пари вложени, не Мајка Тереза, како се викаше? Павле, Свети Апостол Павле, да, во Охрид, University for Technology Information, да, Универзитетот за технологија и во Охрид, па нели па странски студенти се најавуваа, па зорли тапани, вака ќе било, така ќе било. И на крај видовме дека тој проект денес не дава одредени резултати. Да. Охрид не стана, Силиконска долина не се изедначи со, значи реалност е дека тој проект не успеа. Да. И за тој проект имаше иста политичка волја. Во рете, меѓутоа види се факт е дека овој успеа. И не можеме тука да. Секоја чест, но пак ќе кажам, секоја чест за научниците, секоја чест за професорите, секоја чест за наставниот кадар, секоја чест за луѓето кои озбилно си ја сватија работата дека треба да прават универзитет и гледаме дека направи универзитет кој личи на нешто. Да, толку е тоа лично нешто. Меѓутоа, пак ќе кажам дека види, имаше едно време и се сеќаваш дека во СДСМ тргна да го затвараат. Си заборел? Не сум заборел. Да. И од оние мои информации што јас ги имам, наводно дека раководството било фрапирано кога на тој централен одбор кога тргнале да го затвараат, кога почнале да стануваат пратеници од тој дел на Македонија со пламена одбрана.
за универзитетот. Што значи дека фатил корен, фатил Да, живот. и знаеш. тука исто е сега, Да. во однос на овие работи, мора да отвориме една тема, Ивица, тоа е неравномерниот развој, недоволното вложување во истокот на Македонија. Точно факт е тоа. Од секогаш, тоа не е од сега. За жал, истокот на нашата земја е запоставен. Истокот на нашата земја Значи, се постојан голем проект иселува. беше овој автопатот. Да, но автопатот не ги решава проблемите на луѓето. Но е значајно, види се. Значи, Значајно е. Точно. Апсолутно, но во источна Македонија ние гледаме и процес на иселување и кон Скопје, и кон надвор од држава. Освен еве Штип кој што има една И Штип полека, не, но Штип има една црта на инвестиции кои што се слегаат таму. па поголем град е, сите Да. поголеми градови И функционираат. види, значи да продолжеше политиката на инвестиции на претходната влада, Македонија ќе изгледаше поинако. Значи, Значи, работно место е работно место, Виница, знаеш. Кочани, Виница, Берова, Пехчево, Делчево. пијанецот и Малешевијата, вака малце регионално ќе ја кажам. Ако продолжите надоле Делов, Радовиш, Делов, нели, Свети Николе, за жал, Крива Паланка, вамо. Крива Паланка е дел од Шопјето. Добро, ме истака и тоа. Не. Да. И дел е и тоа од истокот. Ако продолжиме и надоле Богданци, тоа се места кои се жални денес. Валандово, Струмица пак има некој живот. Политиката на инвестиции требаше да продолжи. Политиката која што носеше работни места. И жално е што овие Тоа е. места се иселуваат. Значи не може да се И жално е што државната помош за сите овие градови, за сите овие општини е минимална споредено со тоа. Значи не може да се гради економија на плантажи со марихуана, на коцкарници И на фотоволтаици. фотоволтаици. Не Да. може да се, значи работно место се знае како се прави. Тоа беше една добра политика која што требаше да продолжи, да се надгради. Затоа што види, можеме сега да дебатираме со тебе дали кој бил квалитетот на првите инвестиции. Квалитетот на првите инвестиции беше понизок, факт е тоа. Меѓутоа стигнавме до Костал еден во Охрид, стигнавме еден Маркат во Велес. Значи, Види исто тоа ние- требаше да Ние продолжи. зборуваме сега, сега тоа се смеам. Преспански договор ова добил, она добил, окей, све е во ред. Абе чекај, зашто бе нивото на грчки инвестиции во Македонија пред преспански Не бе договор? една инвестиција, нема голема. Значи, ајде, не. Значи, ако ги земеме по година, еве, по месец, по ден, статистика да направиме, ќе сватите дека пред преспанскиот договор во Македонија имало многу поише грчки инвестиции од по преспанскиот договор. И тоа ти говори дека не носи инвестиции политички договор, туку економската клима носи инвестиции. Крадењето. Пошто кога ќе дое грк, него шо му е гајле, дали ние сме биле северна, сме биле република, дали сме биле македонци, дали сме биле северно Македонија, шо му е гајле? Он е дојден тука да прави пари, така? Точно. И целта на неговата инвестиција е таа. Ние пред преспанскиот договор имавме ситуации на текстилни компании грчки, Верополис, нели во Скопје дојде, откупни центри по источна Македонија за земјоделски производи, кондиторски производи, така натаму. Да не навлегуваме во детали. По преспанскиот договор, грчката економска активност во Македонија е умрено. Ја прогласуваме за умрено. Што би рекол познатиот, нели, сега веќе бивш, како се вика тоа? Рейс. Сега, но споредија со тоа не е политички, сега подпиша Преспански прекинаа да инвестираат грците. Не е политички. Туку затоа што паралелно со тој Преспански ние имаме една влада која тотално нема појма од економија и финансии и таа влада едноставно ги брка овие институции. Ги дадат 5 бараби да ти бараат рекет, што ќе правиш? Ти ќе се спакуваш, ќе идеш на друго место, ќе си ја префрлиш, особено што да речеме у Тексас, тука што тоа е прелесно да се пресели, не е ни. Значи имаше еден бран на инвестиции грчки кој што брзо сгасна, се вика, како се вика. Имаше, например, тие трчки лажи бизнисмени кои што плаќаат кеш, ти текнува работници, такви работи имаше. Добро е што тоа брзо заврши. Но имаше и сериозни. Имаше и сериозни, има и сериозни, меѓутоа факт е тоа дека
дека нема грчки инвестиции долго време во Македонија. Нема никакви инвестиции. Само што гледате реинвестиција на тие што се веќе присутни. Ја не сум видел, си видел нова инвестиција? Не, но и кој ќе дадат некоја на вести, ќе отиде таче да ја промовира, внатре има 200 вработени. Па дај дој радио кој ќе имаме свечено нешто да го отвориме, ќе свечеме лента. Ако тоа сметаш ти за 250 вработени средни предпријатија дека е некакво, во ред е тоа, некакво постигнување, знаеш. Имаме или реинвестиција или овие што се компании што веќе работат во зоните си носат некои своји, што и тоа е во ред, не дека не е во ред, ама во односилица на промениве на уставот, вчера исто изнесов една теза, ја најдов решение. Ја предлагам, ние во Обединените нации има негде 1500, ако не се лажам, етнички групи. Не, нема. Тоа се проценка на овие што се експерти по етно теми. Се зборува, не е утврдена бројката, меѓутоа се меѓу 5 и 10.000. Јас сум сите тие 5-10.000 да ги ставиме во устав. Се зошто да ги ставиме бугариве? Сега се 3.500 бугари на попис. Добро. Од кај знаеме ние дека утре во Македонија 3.500 ескими нема да се доселат. Тоа е многу мала бројка. 3.500 е релативно мала бројка. Може да дојдат, ќе речете, еве има у Пехчево е напуштен град, Берово е напуштен град, дај ние ќе си идеме доле, шо бараме у ова иголата тука на северен пол, дај ќе идеме као луѓе да си живееме у Пехчево, ќе си гледаме земјоделие, рибарство, сточарство и така натаму, да ни се доселат 3.500 ескими. И ние ќе ги примеме, пошто таму и така е празно. Овако и ескими веќе дојдат да живеат тук. Зошто отпосле да отвараме дебата нив да ги ставаме у устав и така натаму. Дај унапред сите етнички заедници што постојат на планета, да ги ставиме топтен сите во устав и да завршиме работа. Нека ни биде 600-700 страни дуга преамбулата со сите можни етнички заедници од планетава Земја. Да не ги чекаме. Еве, овој бил еден наш слушател, вика, јас сум антички македонец, сакам и нас да не стават во устав. Друже, еве, ја као што гледам кај тебе на профил, сега ќе отворам да видам колку години си. Значи, не пишува, гледам дека си од Кавадарци, добро. Сега, вака ми делуеш помлад. Не ми делуеш дека имаш 2.500 години. Имаме проблем. Факт е дека имаме проблем. Факт е дека имаме проблем околу ова прашање. Проблемот е околу бугарската политика кон Македонија. Не е тоа некој друг проблем. Еве, год се вели за Кратово или Дзинго, не слушнале колку е, нели, демек лошо и таму и во Источна Македонија. Кратово е тажно, скоро сум бил таму, Кратово е жално. Кратово е пример дека олигархијата и недомакинскиот однос може да уништат еден град. Еве год ако ти значи мојот коментар за Кратово. И дај, Кратово не се вложува од држава ништо. Во Кратово луѓето се иселуваат, најголем дел се во Скопје веќе одат и настрана од Македонија. Кратово е символ баш за овој нерамномерен развој на нашата држава. Кратово е град каде што може буквално да биде од туризам само да ни носи нас милиони приход, затоа што станува збор за еден од најстарите градови во римски стил, со сите тие кули, со сите тие мостови. Тоа може да биде туристичка атракција како оние градчиња во Италија, нели, кои до ден денес се туристички места само затоа што имаат богата историја некаква. Види, што можам друго да кажам, ајде. Што можам друго да кажам? Според мене час поскоро треба да се реши овој, како да го наречам, со Бугарија ли? Не, час поскоро треба да се реши ова прашање околу рамномерниот развој и мојот предлог е она што го зборувавме, да се врати инвестицијската политика од претходната влада. И за тоа решението исто како ова првото, нови избори. Овако, затоа што не може полошо од ова. Мислам, ова е хаос. Значи, по сите основи. Освен по инерција, системот не функционира поинако. Зошто нема никаква волја, нема никаква работа. Мислам, имаме на власт луѓе кои што се незаинтересирани комплетно за тоа како треба да се управува со државата и токму затоа ви велам. Значи, да престанеме со таа реторика. Ова си е убаво државиче.
лесно може да се среди. Не е точно дека И ние треба да го средиме. Да, и ние треба да го средиме. Амбасадите може да ни помогнат со знаење, ноу-хау, може со обуки, наши луѓе да се образуваат во странство, да научат да видат како функционираат тие пософистицирани системи и така натаму. Но тоа ние треба да го побараме, ние треба да го организираме и на крајот на кришата веќе не сме ние земја од трети свет, ние треба да си го isfinansираме тоа образование. Не одиме ние кон тоа да бидеме земја од трети свет, вака по параметри. Ама не, види, ова хаос ќе заврши. И ова е цената, меѓу другото, што се случува ако имате во една земја преврат, како што имаше од 2017. Ова е цената. Ова што гледате пред очите. Ова е хаос. И за крај тоа што Универзитетот Кирил и Методи паѓа. Ја па мислев тоа нашата најклучното. Ќе биде ли Македонија на крај тоа што Универзитетот Кирил и Методи паѓа. Морам да бидам малку циничен и да кажам дека Берлинскиот зид падна 89-90. А во Македонија паѓа конечно во 2023 година. Семејните стеблата на службите, стеблата на политиката, стеблата на партиите, никогаш нема да никнат и никогаш да станат стебла на науката. И се додека некој мисли дека може политички да изфаворизира наука, на крај завршува вака, а доколку него смени мајндсетот, доколку него смени начинот на работа, доколку него смени принципот на избор на професори, асистенти, ќе стане уште полоша ситуацијата и ќе стане еден минорен балкански универзитет и тоа е тоа, а некои кои се посветени, кои работат, ќе му го земат местото. Се согласувам целосно со тебе, Љупчо, и последно што можем да кажеме токму тоа дека имајќи предвид традицијата, имајќи предвид инфраструктурата која што стои зад Кирил и Методи, лесно ова се решава, убаво кажа. Потребна е малку повеќе волја. Малку повеќе волја, ништо повеќе. Затоа не се раскрили тој и тоа е суштината. Секогаш им треба малку, но тоа малку го немаат затоа што се егоцентрично убедени во својата супериорност, егоцентрично уверени поради своето потекло, егоцентрично уверени поради својата политичка моќ. Овие три параметри ги убиваат и не можат да се погледнат во огледало и да речат не, ние не сме добри. Јас секогаш во животов, сега знаеш, се соочувам со некои студентски работи и ми помагаш поради твоето искуство со образование на запад и се. Јас секогаш успевам во моментот кога ќе се погледнам во огледало или ќе го прочитам тоа што сум го напишал, што сум го створил, ќе речам ова е тапа. И од моментот кога ќе си признаеш себе си ова е тапа, ова не личи на ништо, ти почнуваш да работиш, почнуваш да твориш и на крај тоа престанува да биде тапа и почнува да личи на нешто и на крај добиваш оценка поради тоа. Сега тука е проблемот. Да не добиеш па ќе се свестиш. И да добиеш. За нареден предмет знаеш. Тоа е проблемот со Кирил и Методи. Они не сакаат да се погледнат во огледало и да речат луѓе тапа сме. Нема, тоа е генерално проблемот. Јас и ти ако не правиме секој ден муабет, што правиме со емисија, ќе пропаднеме. Еве, ова емисија да речеме не ни е тапа, на граница од тапа. Не, ама секој ден си правиме анализа. Евалуација. Што да правиме, како да правиме и така натаму. Без промена нема напред. Поздрав до сите наши верни слушатели. Еден час дружење со Златев и Боцевски. Во едно дожливо утро се една голема гужва, затоа и доцневме со Белева. Овако се надеваме, не, доцневме пошто јас со успав синоќа до еден заглавив. Не ги лажи луѓе. Добро, имаше и гужва генерално. Да, али од кај мене нема гужва, јас сум многу близу. Синоќа продолжив дебатата до доцна во ноќта, почитувани слушатели. Треба Столе да ни дојде тука да го Не станува са Бајлон. Пусти Столе. Штеди на не уствари прав
Влав станува на Сабајле за поише да фати светлина да не троши струја дома. Ама очигледно не е тоа. Се шегуваме нормално. Почитувани слушатели, 15.3.2023 година, јас сум Јупчо Златев, главниот говорен уредник на Радио Лидер и автор на оваа емисија заедно со Ивица Боцевски. Ово утро техничката реализација е на Димитар Митровски и Јордан Чаушевски, а сите ние заедно до крајот на неделава, евентуално понеделнички, ќе земеме плата.